Благодарам, председателе. Почитувана колешка, морам да кажам дека многу ретко се случува некој да ми изреволтира и да излезам од кожа, да не можам концептот за говор да го направам, како што го направивте сега. Значи, како можеме да имаме задоволство од амандманот? Амандманот е тука, бидејќи имаме проблем во Охрид. Вчера имаше настав во национална телевизија, каде што вели фекали се излеват во Охридското езеро. Вчера. Дали не е тоа задоволството? Дека имаме фекали во Охридското езеро. Да, така е. Што рекол директорот? Како одговор на тоа? Снимање пронајдени се голем број намерно или ненамерно оштетени цевководи, диви приклучици. Видени се голем дел материјали на кои не име местото во колекторскиот систем и така натаму. Све е направено. Што побара владата, ВМРО, ДПМН и советниците што ги посочите од Охрид, све излегува пресред, се поддржа. Ги излековте единиците од јавните предпријатија, се направи ново јавно предпријатие, се стави директор кој што е истиот директор што беше на јавното предпријатие преходно во Охрид. Дали е така? Станува збор за 120.000 жители што се на потегот од Пештани до Калишта. И сега да кажеме, ние немаме потреба. Дали мисли дека грантот некој заинтересиран од странство не ги даде парите така неосновано? Но бавина. Не, бидејќи сватиле дека има проблем. Имаме езеро најстарото во Европа, заштитен град од УНЕСКО, се уништува. Имаме еколошка катастрофа. Бидејќи некој не си ја работи работата. Се уште е кадар на СДС, се уште раководи со СДС. Имаме амандман со кој што практично не оставаме ниту едно оправдување да им биде таму за нивното неработење. И покрај се што кажате, намалените средства сега со ребалансот. Ако вие тврдите дека е функционален колекторскиот систем, тогаш сте многу грешка. А ја поздравувам и иницијативата и начинот, и не можете да знаете повеќе за одведување на отпадни води од мене. Ниту па сепарација на фекалните и атмосферските води. И ја поздравувам и иницијативата за цевка во цевка што се користи таму како метода. Добра е, треба да се користи понатаму, треба искуства да се видат и за другите делови. Но тоа треба да се спроведе, а не да се спие. Очигледно работите ни стојат. Официјалните изјави беа од 18 помпи, 3 дека само 3 се во функција. Имаме пречистителни станици кои што стојат и изгубени се 2, односно 3 години со целокупна поддршка. Имате поддршка од власт, имате од опозиција, имате од локална самоуправа, имате од влада. Работите не помрднуваат. Вчера имаме настав таков, на почеток на туристичка сезона. Дали сметате дека тоа како што треба? Или само ни треба лицемерие? Ние ќе се залагаме за животна средина, ние го цениме Охридското езеро, нашите сограѓани се најважни, бисерот на Балканот е она со кој што се гордееме, ќе се засликаме таму кога ќе дојде и потоа што? Ќе ги скратиме парите од буџетот, нема пари, ќе имаме ефтини оправдувања. Затоа ни е потребно овој амандман да се донесе. Не смееме да ги лажеме луѓето. Ако се каже нешто, треба да се стои на зборот да се имплементира. Исто како што и со синдикатите. Не случајно ќе испомнам. Никој не сака да биде излажан. И затоа никој не винува. Одете, излезете, ете ги синдикатите надвор се и кажете им дека не заслужиле зголемување на плата, односно усогласување со плата, дека не било договорено со владата така, дека амандманската расправа не била на место, дека град Скопје не ги зголемил, односно усогласил платите, водовод, Дрисла, се дека што има кадри од ВМРО ДПМН, она што е договорено си постапуваме. Без оглед на целокупната ситуација. Треба да се стоиме на зборот. Сме излегле пред граѓаните, она што сме го виделе треба да го реализираме. Треба да се има образ, треба да се има очит. Истото и за ова. Дај Боже да можеше од 2019 година беше направено предпријатието и веќе да беше решен проблемот. Но не е. И тоа предпријатие е токму задолжено за она што го кажавте и вие пред некој ден. Да се изврши и детекција и развојување на мешањето меѓу атмосферските и фекалните отпадни води. Наместо да завршуваат сега во езерото, да завршуваат како пречистени води односно во пречистителните станици. И тука не можеме да најдеме никакво оправдување за овие средства. Нема оправдување. Јас барам апсолутна поддршка на амандманот час поскоро. Барам апел и до институциите да се видат со работата на предпријатието што е направено. Каде се тесните грла, каде се проблемите? Зошто намената за која што е формирано не функционира?
Не функционира. Ниту динамиката, или сакате да кажете дека таму е све решено, нема никаков проблем и нема потреба од овие средства. Исто како што им рековме на работниците, немате потреба вие од усогласување со падиот, кога преходно со законот за минимална плата им рековте, во рок од 6 месеци ќе усогласиме све. Сега ни стоја со столчијата надвор пред собранието. А ве чекаат и охриѓани кои ќе дојдете во туристичката сезона после првата беља која ќе се направи со кожно заболување. И не е само на локацијата кај што е сега веста од националната телевизија. И вие го знаете подобро од мене. Јас избегнав тоа воопшто да го спомнам. Сега непосредно пред излагањето тука ми беше укажано дека има вест, ми го дадоа и линкот да го прочитаме. Што мислам дека е срам за сите нас. Што мислам дека ваков амандман се требале да го направиме притисокот не само преку бюджетната расправа, и преку другите расправи. Дали е преку интерпарламентарната група за животна средина, дали е преку инспекцијските надзори кои ги имавме дискусиите, било каде. Не смееме да имаме оправдување ниту за капацитети, ниту за средства, ниту за ништо кога станува збор за ваков бисер како Охридското езеро. Во услови кога имате поддршка од сите, кога имате градоначалник кој што е најдобар наназад веќе со години што е, покажан, докажан, посветен и така натаму. Што сака да го реши проблемот? А вие имате сега отпор, кога сакаме да обезбедиме дополнителни средства, да нема оправдување да се заврши работата кадар од ДЗ што е поставен. Ќе оставам понатаму за контрарепликата. Благодарам.